Натене мирши куестен деруар. Kjo është epizoda më e re e lajmeve të sonshme. Ne jam nga hapëm brapat e djitme. Unë jam Jovana, ndërsa kjo është Petari. Jona, baš sviđa mi se tvoj humor i to što počinjemo najave emisije sa jezikom malcenstva ko živi u Makedoniji. Ovsasto Petre, a kenate dikaso posledno so kadiken? Здраво, едно прашање, дали знаете што ќе гледате во вчерашни ова недела? Па не знам. Не знам, не сум во тек. Не знам. Нормално дека не знаете, затоа сме ние тука да информираме јавноста. Екипата ќе присуствува на колективно будење. Кузман наводно ќе се вози со таксист експерт, а воедно имаме и сознание дека ќе се води муавет и со очаен стар ерген. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа, зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел енергетски пијалок ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Среќна вест, Македонија нема најниска минимална плата во Европа. Таа е предпоследна на листата, веднаш пред Албанија. Како што изјавуваат од владата, тие напорно работеле за ова и конечно успеале да ги направат македонците вице шампиони во издржливост и во преживување. Опција што отвара големи можности за пријавување на Survivor. Општина Аеродром во акција за зачувување на општинското зеленило. Пред да се израдувате дека градоначалникот се откажал од изградбата на згради на местата каде што треба да има паркови, застанете. Како што јавува опозицијски курир во соопштението од општина Аеродром, се вели дека граѓаните треба да пазат и да не ги уништуваат зелените површини, затоа што тоа е задача на општината. Во невиден налет на дарежливост, градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски поклони против пожарно возило на општината Чешиново-Облешево од типот ТАМ. Да, добро слушнавте, ТАМ. Творница автомобила Марибор, која е затворена во 1996 година. Да видиме како се задоволни пожарникарите. Ова е голем чекор напред за противпожарната бригада на Чешиново и Облешево. Нели? Па види, не баш. Ми имаме си ние посовремени возила од воа што ни го даделе, кој што можеш да видиш тука. Добра, зашто ви го дадоа тоа? Дека да знам, и ние сме изненадени. Изгледа место да го фрлат негде, даделе ни го нас, па ние сега чарето да му го бараме. Без везе, бе. И што ќе правите сега со... Расклопиме го, деловите ги продадеме, остана уште воа шасијата, и таа сега ќе даем у старо железо и после со парите што ќе ги зееме, си купиме чизми. Пошто на нас чизми не требат. Добро, ова беше прилично досадно. Но како и да е, противпожарната бригада на Чешиново и Облешево има мотор на продажба за тамче. Секој што е заинтересиран може да се обрати на 193. Студио? Момче, де бега истај се пожари ме загасили. Де мани се оттука, ајде излева, ајде бега. Добро вечер, почитувани гледачи. Сите знаеме дека во Македонија има премногу должници, односно дека секој секому должи. Здраво, шефа, до влада. Здраво, која влада, бе, друже? Нема влада више, умре времето влада која имаше.
Неодржувањето на локалните избори и истекувањето на мандатот на градоначалниците ќе го блокира функционирањето на локалните самоуправи. Градоначалниците видно загрижени. Не ќе може да добиваат нови станови, а граѓаните нема да може да склопуваат нови бракови. Нема да може да се склучуваат и бракови во државата, значи тоа може да се случи. Само да потсетам дека при секое склучување на брак, официјални сведоци се представници на општинските совети. По оваа изјава, граѓаните видно загрижени почнаа да се организираат во здруженија, а прво такво е здруженијето Пустечка Роса, кое е тука да ги брани правата на мажите кои купуваат невести од Албанија. Ево, јас ќе кажам нешто. Ние овде ќе се соберени сите од село Зарепинци, Беќари, Шосне. Ела бе ваму, не ќе се срами, ете, човекот се срами. Овде ќе се собери да му кажеме со една цел, да не земат низноз овде мајтап си играт со нас. Кој што беше договорено, ојдов манаму преку Трупа, преку планина, си изедовме чупињата и шо сеја? Немало градоначалник, не може брак. И ношто личи ова. Шо сте ни онај несаламнио, Ле Макрон на 60 години ќе земиме? Не може то така, не може. Значи му пишавме на тие пратениците од ВМРО вака и вака, не можело, имале работа во собранието. И што да правиме, ние се со нас кушак си играт. И та не дава без брак, и што да правиме сега? Не е убаво вака. 100 пати му е кажано. Него за клење што правиме. Навистина, Јована, сега им текна на градоначалниците да се бунат, а кога нивните правеа обструкции во собранието, Божем не можеа ништо да им кажа, така? Апсолутно се согласувам, Петар. А во градот на Јаболката, Ресен, се одржа еден несекојдневен јубилеј. Приказната ја има нашата Лешник. Да ви честитам, сакам прво за успехо, дај Боже се да се остварува. Здраво, миле. Кажувајте сега за каков... Тргни раката да не ти ја исечам. Кажи за каков јубилеј се работи. Па, еве, како што може да видите, оваа дупка е четврт век е тука во нашиот град и да не кажам од самото самостојување на Македонија. Оваа дупка представува, значи, еден символ на покрај Јаболкото, значи представува уште еден символ на овој прекрасен град. Па таа е радост за најмалите кога е вака полна со вода. Си доби свое име, значи ја викаат Македонка пошто личала на Македонија. Освен тоа, оваа дупка има и исполнува и желби. Не знам дали знаете. Еве баш пробајте. Еве ви една паричка, фрлете ја паричка. Леле, молам ти се, да побрзаме уште една работа да прашам, ама немам стила, едва стојам. Ама за бебето, те молам, еве, морате во источниот дел. Промашив. Ајде кажете, ќе ја попунувате дупката или не? Па нормално, па таа дупка е веќе втор мандат во мојата програма. Јас сега чекам да распишат локални избори, за нели да стварно да почнам со пополнување на сите дупки темелно од таму до таму. Добро, тоа е се. Не, тоа не е се. Јас во мојата програма имам и многу други работи, например. Значи тоа е се. Кога кажам дека тоа е се, тоа е се. Интервјуто завршува кога кажам тоа е се, така ли е? Зашто се работи во следната вест во вчерашни? Погледнете веднаш. Филмската индустрија завиена во црно, откажан еден од највозбудливите проекти кој требаше да се снима во Македонија. Филмот за владењето на градоначалникот на Битола Владимир Талески. Филмот жанровски ќе се движеше од криминална драма до научна фантастика, а во кулоарите се шпекулираше дека ќе и македонски кандидат за Оскар. Иако не снимен, интересот за филмот беше доста голем, а многу школи за политикологија од Германија, Франција, Швајцарија и Соединетите Американски држави се заинтересираа да го имаат филмот во своите научни програми како документарец за тоа како не треба да се владеи со град и како не треба да функционира локалната самоуправа. А сега одиме во соседното студио, каде што е нашиот економски експерт Ставре, кој ми должи 100 евра. Ставре, дали се слушаме? Не ве слушам, студио. Ало, дали вие мене ме слушате? Да, ние тебе одлично те слушаме. Кога ќе ми ги вратиш парите што ми ги должиш? Не ве слушам нешто. Но добро, ако вие мене ме слушате, да одиме со вестите од економијата. Добро вечер, почитувани гледачи. Сите знаеме дека во Македонија има премногу должници, односно дека секој секому должи. На прв поглед ова може би делува страшно, но според новите економски анализи, да должиш или да ти должат е всушност здраво за одржување на роднинските, другарските, па дури бизнис релациите.
Всушност, ако не должиш или не ти должат, ти си опасен по во општество, затоа што го прекинуваш кругот. Например, лицето А му должи пари на лицето Б, лицето Б му должи пари на лицето В, лицето В му должи пари на лицето Г. Се извинувам малце. Ало, еве во студио, што правиш? Да, ми ги носиш парите што ми ги должиш? Па супер бе, те чекам, ајде влези. Фала ти брат, фала ти многу. Сега што фало да Кемри те чекам, ама нема врска. Ова што сега го видовте е редок пример кога луѓето што должат ги враќаат парите. За сите други случаи ви ги препорачуваме фразите: ми се губиш нешто, во гужа сум, ќе те барам, ајде да се чуеме од понеделник, еве баш чекам уште една утакмица, еве чекам некои пари и така натаму. А сега ќе ми извините, имам да завршам една работа. Здраво, еве ти ги парите што ти ги должам и извини што ме почека. Добро, крајно време беше, ама фала. Извини, и мене ми должи од декември. А сега да го продолжиш кругот и ти да ги вратиш парите на тие на кои што ти им должиш. Ама јас никому не должам. Никому не должиш, па како тоа ќе пропадне економијата ради ваквите? А ние, драги гледачи, продолжуваме со вчерашни. Ти доволно млада, ја доволно луд. Во моментот сите оператори се зафатени, ве молиме се чекајте. Здраво, шефа, до влада. Здраво, која влада, бе, друже? Нема влада више, умре времето влада која имаше. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Секој изгреј сонце е посебна приказна. И не секогаш имаме време да уживаме во овие мали чуда на животот, во оваа уметност. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Петре, предлагам сега малку да се релаксираме со вести од модата. Убав ти е предлогот, Јована, да одиме со мода. Сдруженијето за заедничка Македонија конечно застана зад оние обесправени безгласни естети кои постојат само на интернет, фешн блогерите. Иницијативата во списокот на барања го додаде и барањето да се формира Fashion Police, што беше јасно објавено со транспарентот "Ролка за Рада, машна за Заев". Тие нагласија дека лежерниот стил кој го практикува лидерот на СДСМ не е својствен за еден иден премиер и дека треба да почне да се облекува поформално затоа што тој ја представува Македонија. Ролката за Рада е исто така добронамерен моден совет, затоа што ролка со сако одговара на една модерна европска политичарка која може да ја разбие оваа навидум монотона комбинација со брош. Оваа недела имаме и среќна вест од секторот полиција, правосудство и прогон на криминалци. Како што јавуваат дел од медиумите, во казнено-поправниот дом Идризово е спроведен тежок криминалец. Конечно, правдата се враќа на голема врата, во безпоштедна битка со криминалот, а во борба нашите улици да се безбедни. МВР успешно уапси, а судот успешно осуди баба на 74 години која гледала на кафе. Еве што изјавија од МВР.
Во акцијата Талок нема повредено ниту еден припадник на безбедносните сили, а осомничената е изведена пред лицето на правдата. Ние сме особено горди што спроведовме уште една ваква ефективна акција, после акциите за апсење на лицето кое што украде 300 кебапи, а воедно и лицето кое што продаваше марули бесправно. Што мислите за операцијата Талок? Па, јас мислам дека 100% е местно, значи нема шанси, ова е намешталка. Глупости, тешки глупости. Конечно, правна држава и ке нас. И сигурна сум дека е клаена таму намерно, затоа што ќе има еден наплив од нови затвореници, што на некои од тие затвореници му е битно да имат гатачка околу нив цело време, знаеш? Ајде, чао. А сега не следуваат локални новости од Пробиштип, ама барем Дурловски беше одликуван со орден од председателот Иванов за заслуги за Македонија. Јована, тоа сега и не е баш темата, а вие, драги гледачи, бидете така. Поладната зима и долгата хибернација. Конечно во Македонија се бележи тренд на будење на некои граѓани и институции. Токму така, по тој повод на терен го имаме нашиот репортер Ланчо, кој во живо го сведочи моментот на будење. Да, така е, студио, во моментот присуствуваме на групното будење на граѓаните и академиците на МАНУ. До мене е еден од академиците кој што ќе ни каже нешто после длабокиот сон. Господине? Господине? Што е ова, момче? Што? Катастрофа! Што бе? Па види, каде се младите, момче? Кај ти да? Леле, па види бе, во науката се помалку пари, па иш не одвоиле за наука. Нема резултати, катастрофа! Види. Па овој мостов уметност ли е? Дали постоеше некаков начин за да се предупреди на сите овие последици, за да не дојде до ова, очигледно, леле, Момче, не, Одам да видам јас, не. Одам да видам дали може нешто да се оправи. Оди, ајде. Ете, така, драги гледачи, тоа беше Трајче Минато, нашиот познат академик на МАНУ. А сега се наоѓаме во Основниот суд Скопје број 1, кој што, еве како што гледаме, тука судиите полека почнуваат да се будат од долгиот и зимски сон. До мене е председателот на судот кој што ќе ни каже нешто околу целава ситуација. Тој во моментот спие, само така. Господине? Добар ден. Се извинам, сум се успал. Која година сме? Кој сте вие? Која година сме? 2017. Ние сме од вчерашни новости. Дојдовме да ве... Која? Како? 2017. 10 години. Па 10 години, да. Токму затоа сакав да ве прашам. Дали се вистина тие шпекулации дека судството сега полека почнува да се буди од тој зимски сон и дека судиите конечно почнуваат да се... Ве молам, имам работа. Погледнете сиве овие предмети 10 години, ве молам. Значи стари, еве ова ново е све. Гледаш све, долу све. Све 10 години, значи ве молам. Излезете, немам коментар. Ама не, јас немам коментар, ве молам. Излагам. Фала. Што се случило овде? Како се чувствувате и дали сте нормален? Јас дали сум нормален, дечко? Па види со градов што се случило. Јас не ми се верува дека вакво нешто се случило. Објаснете ми што гледате. Опишете ми. Како што гледам? Па ова беше еден модерен град, еден светски град. А што е сега ова? На ништо не личи. Добро. Дали имаше начин за некако ово успивање да не се деси? Што ќе превземете и зашто ви е ленјерот? Ленјерот? Па овој ми е за да измерам, дечко, што можам да спасам ако можам нешто. И те молам сега, не ме задржувај тука. Ајде, морам да одам. Јас те задржувам. Слободно иди, слободно. Ајде се одјавувам, доста ми од ваквите. Јас сум го задржувал.
Се повеќе граѓани се обраќаат во службата за техничка поддршка, што е нормално бидејќи живееме во држава во која од влада па до совети по општини се е техничко. Режи, ако е подготвен прилогот, предлагам да го погледнеме. Ајде бе, не можеш бе. Еден гол не може да даде. Во моментот се сите оператори зафатени, ве молиме сачекајте. Месечина, ко дукат жут, ти довојно млада, ја довојно луд. Во моментот сите оператори се зафатени, ве молиме сачекајте. Гол! Гол! Ало? Молим, ало? Ништо, статива, мислим. Ми треба помош. Кажете, техничка подршка, да. Многу ми е тешко од сиромаштија, многу тешко се живе. Сиромаштија многу има... Ајде бе, ногомет не може да гледа човек, мислим. Што е ова бе, ајде? Ало, Ало, техничка подршка. Ало, техничка подршка, оператор Зоран, овој разговор се снима, ве молиме, кажете. Јас сум техничка, да? Да, јас сум технички министер од влада. Видите, ако е технички министер, ова е за друго, мислим, техничко. Ако е технички министер, имате технички премиер, мислим, можете тамо да се јавите. Такви проблеми немаме ние. Ја го барав, ама он за други работи нешто не може да ми помогне. Да, он друго поддржува, да, али добро мислим. Ајде, кажите, до кога ви е гаранција, датум, кога ви стекува гаранција? Декември 2016 отприлика. Господине, вас гаранцијата ви истекувало бе. Па сега што да правам? Јас сум технички справен. Па сега требало да го мислиш на време, мислим, па сега што си? Како се викаш? Зоран. З-О-Р... Зоран? Да. О, именјак бе, Зоки. Па кажи одно бе, мале. Да, бе, да. Па добар си бе, ти имаш уште 4 години, од Дуј, така? Да. Имаш ти уште 4 години бе. Па значи сум исправен технички. Па види, начелно да, али тоа ќе мора овој колегата што е од IT, он е главен, овој. Кој знаеш бе, овој што еден црн у косата, Зоран исто именјак е наш, што еден фластер што е на глава. Знаеш? Па он тоа треба, он треба да средува тоа, мислим, и вирус, антивирус, све комплет да те ресетиса, што се вика, да имаш чисти 4 години, разбираш? Да. Тоа што се вика технички, да не ти кажувам, lack of memory, ме разбираш? Да. Ајде. Фала. Ајде, да се јавиш пак, ајде. Фала. Ајде, чао. Кога те гол бе овој мајкото? А сега имаме јавување од нашиот репортер Кузман, кој се наоѓа пред владата на Република Македонија. Да го проследиме. Ако те одведу... Здраво, шефе, до влада. Абе, која влада, бе, друже? Нема влада више, умре времето влада која имаше. Сега владата у Њујорк е. У Њујорк? И па да, бе, у Њујорк, па таму е овој Сорос од тие неговите соработници, овие илуминати, као ги викаат, и старава што тепаше се у Франција. Ама маш тепаше у Франција, ве молам да тргнеме многу брзо. Полека бе, дечко, ќе тргнеме, бе, кој маш тоа дете е, па ти, што знаеш што е дете, дај му 100 кила ќе ги носи, бе. Таа старата е вржана со тој Сорос генерација, си овој тури да го команда малио. И нема се 25 години љубов, бе, на кого, одма ми текна мене, бе, што ти на Тарнер ќе си глумиме овде. Оние Могерини ми објаснува тука. Друже, не знам што е како, ама те молам да тргнеме многу брзо, треба да снимаме репортажи. Могерини дојда сега од тука од сите страни сака да ометаат дека Трамп не им ја даде, па сега ометаат. Со родници, бе, видеш што се деси? Така е, видов. Видели, не дава да се копа у родниците. Ние, овие тоа е наше злато на народ. Полека бе, дечко, аутолок е тоа, полека. Не дава да се ископа. Од сите страни да не јадат. Ама не е само златото. Не. И па не е и базенов у Битолова што не го пуштаат да се отвори. Знаеш колку луѓе ќе се исалат од таму? Они не... Кој би точно не сакал? Маце треба ти тегне. Кој сака да иде на море, на океан, на Толкај Браној, бе? Да земе да го изеде нешто, да судави таму. Треба ти текне, маце, мислиш со главата. Управо сте, ама да тргнеме ако може, ве молам. Што да тргнеме? За Бранко што направи со Козјак?
Што направи, зема цела клима у Европа, лом ја направи. Ти гледај усред лето се има дека клими шишта. Ја сега беше един колега горе на Алпиве, на Швајцарија, вика, бе, лом ти не знаеш, снег до овде, тоа млеко све измрзнато. Ни чоколада и има ни ништо. И као кај нас јабуки во преспа што измрзна сред лето, зима таму. Гледаш ли што седеш? Економски ја не ослава. Така е, ама да тргнеме ако може одма. Абе, ќе тргнеме, ја од преска го гледам 150 денара бидна, до влада ќе ти бидне 200 денара. Ми пуштиш ти едно 100 авансно да земам ја бурек и јогурч. Не сме ни тргнале како да ти пуштам 100. Ами да гурнеме кола, нешто лансарот. Ќе гурнем, ќе гурнем, ајде. Чекај да ти отвучам. Види го, бе. Брешо стокаш. А сега за временските прилики и неприлики по младиот брат на Џивџит Мурен, Силвестер Ведар. Лека ног, драги гледачи. Времења на метаморфоза. Пролета полека станува лето, ларвите стануваат пеперутки, а некои политичари полека ќе стануваат затвореници. Како што најавуваат некои медиуми, можни се големи продори на радикален ветер од северот, но нема докази за вакви метеодвижења кои се базираат само на вртење на колено на некоја баба. Биометео, немојте да ве залажува сончевото време, зашто се уште е можно мрзнење. Затоа, за да не замрзне имотот и сметките, препорачливо е да ги мачкате со антифриз. Добро утро и се гледаме наредната недела. Петар, пред да пробаш да ме запросиш јавно, да ја одјавам на брзинка емисијава. Вие сте Чекор за Цито, на што не го дознавте последни сега, дознаете го во репризата вечер или утре целата емисија на YouTube. Јована, не си ласкај, сепак ова е сериозна информативна програма. Убава вечер, драги гледачи, и добро утро. Добро утро и од мене.